не можете вие да избегнете злоупотреби ако не ја измените свеста. Ако не измените свеста и кај граѓаните, и кај политичките партии, и ако кај граѓаните корупцијата остане како нешто што е прифатливо, политичарите секогаш ќе изнајдат начин како да ги избегнат законските норми. Ние сме имале коруптивни скандали и во западноевропски држави, но реакцијата била промптна и ефективна. У крај крајева, како да кажам, зближувателот на Германија ради коруптивен скандал на финансирана политичка партија излезе од политичката сцена, зборувам за Кол. Иако кај нас и законски е регулирано лобирањето и кои услови треба да се исполнат за лобирање, за жал премала сме држава и луѓето премногу се знаат, така да некогаш неформалното лобирање е многу поефективно од тоа структурното. Но сето тоа е процес на растење, не е тоа нешто што ние може да го надминеме веднаш и во крајна линија ми очекуваме во октомври почеток на преговори, а не членство во Европската унија.